Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за преканцерозни промени на грлото на матката. Мој гостен и соговорник во студиото на оваа тема е професор доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошка хируршка онкологија на клиниката за гинекологија и акушерство Скопје. Професоре, добар ден, добре дојдовте во Добриот доктор. Добар ден, Александар. Благодарам за поканата. Секогаш ми е драго да учествувам во вакви емисии. Поздрав и до вашите гледачи пред малите екрани. Мислам дека ќе имаме добар, интересен разговор. Така, ова конкретно што секојдневно го работите во пракса на клиниката. На почеток, што значи терминот преканцерозни промени на грлото на матката и колку е, за жал, честа оваа состојба во последно време кај жените и девојките? Па вака, значи самиот термин или името објаснува за што всушност станува збор. Значи преканцерозни лезии, односно промени кои што се јавуваат на грлото на матката, кои што предходат пред евентуално појава и развој на класичен цервикален инвазивен карцином или карцином на грлото на матката. Односно тоа се условно земено ние стадиуми условно земено, значи целиот процес низ кој што поминува, почнувајќи од ХПВ инфекција која што станува хронична, за да на крај дојдат до промени тие преканцерозни лезии на цитолошко, односно хистолошко ниво или познати во народот како цин лезии, цинови промени, значи на грлото на матката, што ги категоризираме како така наречени преканцерозни лезии, цин 1, 2, 3 или лесен, среден, тежок степен и така натака. Значи таа е таа група практично кои што се јавуваат и всушност ни се таргет на детектирање. Тоа е во суштина целата поента на сите овие инсистирања да се доаѓа на гинеколошки прегледи, редовно одење на скрининг и почитување на скрининг програмите конкретно за рана детекција на цервикален карцином. Токму тоа е тоа. Значи целта ни е да ги фатиме пациентките кои што се наоѓаат во оваа фаза пред да дојде до цервикален карцином инвазивен. Дали ако се забележат вакви промени треба жените веднаш да бидат загрижени? Па сега секако они ќе бидат загрижени. Значи секоја пациентка кога ќе се соочи со резултат кој што покажа па дури и присуство на ХПВ, само ХПВ инфекција, кој што иначе по таа цитолошка категоризација дури и присуството на ХПВ спаѓа во групата на така наречени low SIL или сквамозни интраепителиални лезии од низок степен. Дури самото ХПВ присуство практично се загрижени. Секако дека степенот на загриженоста расте со тоа доколку постои детектирање конкретно на конкретни промени или цинови, како што самите сака да ги кажат, дали се лесен степен, тежок или како и да е, значи постои загриженост. Но сега затоа тука е докторот кој што треба да им објасни што тоа значи, пошто не секоја преканцерозна лезија значи автоматски карцином, операција и така натака. Значи зависно од тоа за каква лезија станува збор, така практично и ги следиме пациентките. Дали тоа ќе се третира со следење, конзервативно, давање на препораки или евентуално лезии кои што некојаш имаат потреба и од поконкретен хируршки третман. Покрај ХПВ вирусот, односно инфекцијата која споменавте, кои други причини може да доведат до вакви преканцерозни промени? Па во суштина ХПВ-то, значи 99% од карциномите на грлото на матката и преканцерозните лезии се ХПВ асоцирани. Тој е главниот етиолошки причинител. Мал процент постои на карциноми на грлото на матката кои што се така викаат ХПВ индепендент, независни, ама тие се исклучително ретки. Така да тој е главниот етиолошки причинител. Може да дискутираме за дополнителни ризици, ризик фактори кои што допринесуваат евентуално покрај присутноста на ХПВ инфекцијата. Па не знам, значи рано отпочнување со сексуални односи. ХПВ инфекцијата е сексуално пренослива инфекција како таква. Мултипли сексуални партнери, незаштитени сексуални односи, значи пушењето цигари, значи начинот на живење, лајфстајлот генерално земено, сите овие паѓање на имунитетот, имуниот одговор, пациенти кои што имаат речеме одредени имунокомпрометирачки состојби секако се поподложни евентуално и на ХПВ инфекцијата и вакви промени, така да значи мултифакторијална е целата приказна, но доминантниот е присуството на ХПВ. Дали промените се откриваат случајно при гинеколошки испитувања или имаат некакви симптоми кои треба да бидат знак за аларм да се замине на гинеколог? Во принцип, знаете како, за конкретно преканцерозните лезии симптоми некои посебни нема, дури и самото често поставено прашање е добро некаков симптом, пошто ХПВ инфекција, кога се спомне терминот инфекција, обично се очекува некаква симптоматологија, и грипот е
вирусна инфекција, Така е, па таму имаме така е. конкретна симптоматологија по што ќе препознаеме условно земено за што станува збор. Овдека таква симптоматологија нема. Значи не постои Нема ниту симптом што промени ќе го... на кожата, да. Промени на кожата може да се јават, тоа е нешто што е визуелно и може да го видат ако се работи за некои од нискоризичните вируси кои што се директно ХПВ вируси, директни предизвикувачи на такви надворешни промени, генитални брадавици конкретно тие се за нив станува збор, каде што тогаш пациентката може да забележи аларм или конкретно кај својот сопруг, односно партнер, доколку се појават промени затоа што и мажите се на пенисот, така. да. Сакам да кажам дека тоа е нешто што визуелно може да го видат и да ги алармира дека нешто се случува. Обично тоа е тогаш е проследено и со чувство на печење, сфрап и така натака, иритација локална. Меѓутоа конкретно за она што се случува на грлото на матката внатре, да речеме ако не станува збор за вакви видливи јасни промени, некоја симптоматологија нема. Токму заради тоа се препораките да практично се оди на редовен гинеколошки преглед и почитување конкретно на скрининг програмата која што постои, на повикување на пациентите да одат на редовните скрининзи, што е доста актуелно последниве недели, нали, доста се дискутира околу тој недостаток условно земено не целосна добра организација на скрининг програмите, за да може да кажеме дека имаме де факто како што треба скрининг. Според вас и вашето искуство, каква организираност на скрининг треба да има за да бидат опфатени што повеќе жени, конкретно за ХПВ како главна причина за овие преканцерозни состојби? Значи, добро, јас сум и со години практично инволвиран во целата тоа приказна директно како член на таа Комисија за рана превенција и детекција на цервикалниот карцином. Значи, верувате, државата прави напор, ама тој напор е малку недоволен. На крај доаѓа до ситуација секогаш да дискутираме за финанси. Значи, апсолутно мора да се најдат средства и начини не само за цервикалниот карцином, него го зборуваме како конкретен проблем од гинеколошки аспект. Значи, секој денар плюс вложен во превентивата заштедува сериозни пари во понатамошниот третман на овие пациентки, конкретно од гинеколошки аспект. Значи, едно е да фатите вие пациентка со преканцерозна лезија и ќе истретирате условно земено многу поедноставно, отколку истата таа да се пропушти. Така. И на крај да завршиш со инвазивен цервикален карцином, и тоа и од финансиски аспект, да не го зборам, не ни да го спомнувам, оној човечкиот аспект, што тоа значи за пациентот, за семејството, за генерално земено, ама и оној другиот момент, финансиското оптеретување и на општеството, на државата, што тоа значи во како трошок, претворено во бројки. Сакам да кажам дека тоа е клучниот проблем. Значи не дека нема волја, има. Значи со години се убедуваме, се дискутираме и тоа мора да се вложат повеќе средства за да може да се опфати практично на доволно сериозна бројка на пациенти кои што се во дадената година спаѓаат во групата за скрининг и секако мора да се поместиме, и тоа е последната дискусија која што имавме. Ние се уште сме ПАП базиран скрининг. Нешто што веќе во западноевропските земји е напуштено, односно е поместено на ХПВ базираниот скрининг. Тоа меѓу другото така е. Значи тоа го дискутираме и тоа е веќе јасно кажано, и сите студии, анализи и препораки се такви. И тоа е доставено и до Фондот за здравствено осигурување, и до Министерството, значи треба да се најде волја да се седне секако, значи сите чинители во општеството што се занимаваат со оваа проблематика, да конечно седнеме и го најдеме излезот, за да почнеме да имаме таков скрининг како што заслужува. Да, бидејќи современата медицина и дијагностиката секогаш одат чекор напред, се во интерес на пациентите. Да слушнеме прашање и од неколку гледачи, ќе продолжиме и понатаму околу другите аспекти за ХПВ инфекцијата. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Се извинувам, многу слабо ве слушаме. Дали може од почеток? Срамте, девојче. Ме слушате? Сега да, продолжете. Вака, 2 месеци кај, нема статусна менструација. 16 годишна, мене ме плаши, слушат така. Не слушаме ништо. Дали има проблеми? Пречки има многу, да. Пречки, да. Не слушате? Днес ќе се обидеме уште еднаш, да. Повелете. Девојче на 16 годишно девојче, ама нема редовна менструација. 2 месеци и касни. Што би можело да биде? Така. Добро. Во ред
Дали може докторот да ми да прегледа како да направам, пошто носам сви лекарствите, разно ми клучуваат, а мене ми не трапа што е мало катева. Така. Во ред, да, ќе добиете совети и препораки како да постапите, бидејќи рековте и дека сте ја носеле на неколку прегледи. Во ред, надвор од темата, во секој случај, но секако ќе добиме одговор, значи 16 годишна девојка, значи тоа е адолесцентен период. Мислам дека не треба да се загрижени родителите. Секако сега тргнувам веднаш од првичната претпоставка да не имам погрешно разбран, кога се работи за девојче кои што веројатно нема сексуални односи, претпоставувам. Затоа што знаете кога касни 2 месеци менструален циклус, првиот набор е да се провери дали се заработи случајно за бременост. Затоа велам да се оградувам од тоа констатација, но ако е тоа исклучено како причина, тогаш во таа ситуација треба да се направат испитувања, евентуално да станува збор за некој хормонски дисбаланс. Обично во тие години знае да има и таква ситуација, одредени хормонски дисбаланси додека се стабилизира циклусот, може одредени стресни состојби, знаете, поминуваат низ така бурен период во тие години вакво девојчињата па и момчињата, но во случајов сега вакво девојчињата, што може меѓу другото да има одредени влијанија. Значи треба да се направи убава проценка на хормоналниот статус, преглед да се направи разговор, точно да се проследи во смисол на тоа каква била и какви биле циклусите во претходниот период, да редовноста нивна, одредени тука состојби пореметување и така натака. Психолошката состојба значи, има ли влијание? Повеќе аспекти, затоа велам. На клиниката кај нас имаме посебно оделение кој се занимава со таа проблематика, конкретно за детска и адолесцентна гинекологија, така да апсолутно доколку немаат се уште не е разјаснето како што каже гледалка, апсолутно може да се обрати на клиника за гинекологија. Дефинитивно ќе се направат сите инвестигации. Така. Доколку имаме и следен гледач, добар ден, во програма сте, повелете. Дали се слушаме? Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Добар ден. Поздрав до водителот и до докторот. Сакам да прашам за сопругата. На возраст е на 72 години. Пред некој ден бевме на гинеколог, каде ни е установено зголемена матка. Гинекологот рече да направи киретажа. Што значи тоа, да ми објасни докторот дека дали е опасно нешто? Во ред, да, секако ќе добиете одговор на конкретното прашање. Нема проблем, да, добро, во ред. Значи се работи најверојатно тоа што самите кажа на гинеколошки преглед, констатирано на ултразвучен преглед, најверојатно тоа задебелена матка се однесува на слузокожата на матката, на ендометриумот. Стана збор за постара господја од менопаузален период. Само не разбрав дали имала некакви симптоми крварење или нешто слично, пошто може да е тоа проследено некојаш со такво крварење, па да се јавиле на преглед или можеби се работи за рутински преглед. Како и да е, тоа што го констатирал колегата на прегледот, да бара самата киретажа представува диагностичка процедура постапка со цел да се добие материјал од слузокожата, од внатрешноста на матката, за да може тоа да се анализира и да се види зошто таа слузокожа е задебелена. Затоа што на тие години, на таа возраст, не треба да биде задебелена, треба да е тенок ендометриумот. Односно може да е подредено влијание што доведува до задебелување на матката, односно на слузокожата на матката. Сега, дали е опасно? Па токму заради тоа се прави интервенцијата да се види дали случајно тоа задебелување представува обична хиперплазија, полип можеби во позадината станува збор, или евентуално во некои случаеви и да се работи за ендометриален карцином. Тоа е идејата на интервенцијата. Земање примерок за испитување од матката. Се прави во анестезија, конкретно кај нас на клиниката, краткотрajна интервенска, се зима материјалот, пациентите после 2 часа од интервенцијата се заминуваат дома и се чека резултатот за да знаеме што понатака. Така е. Ќе вклучиме уште неколку гледачи. Добар ден, во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Јас имам циста на десниот јајник. Бев на гинеколог од државна и ми тече некој секрет жолти, тој ме пече секретот, он ми рече дека имаш чворови и циста, ама имам висок тироксин. И не може да се оперира заради тоа. Тироксин. Заради високиот тироксин. Пијам за тироксинот, али не се намалува. Го имав тоа.
А некои други инвестигации дали се направени кај вас заради таа циста? Колку години имате, само се извинам, господјо? Таа циста многу одамна ми е. Јас немав деца. Се лече во Словенија, во Бугарија, во Македонија, секаде. На крај посвоивме едно дете, па сопругот почина, па сама го исчував. И не може сега да се направи ништо. Така ми рекол болница. На која возраст те праша докторот? Алерготестови, све направи што требаше да ме оперират, отидов на ендокринологија, ми најдоа тироксини, шејкер и надбубрежна имам извадена и другата е со аденом и намалање тирозолот. Кортизолот на тирозолот на тоа, на надбубрежната. Пијам хидрокортизоне од Грција ги взимам. Во ред. Океј. Ќе добиете препораки, совети, Значи, во ред. Значи, во следната ситуација сега, само не за колку годишна, веројатно постара господја, ака по моја проценка, па повторно се извинувам ако грешам. Во секој случај, видена цистична формација на гинеколошки преглед, прво, самото по себе од една страна не мора да значи ништо самото по себе, пошто, ако добро ја разбрав, значи дека ја носи повеќе години. Да. Значи, што ме носи повеќе години и ако посебно па ги задржал истите димензии, истата морфологија, значи на самиот преглед, тоаш најверојатно дека се работи за некоја, не знам, бенигна промена која што трае како таква и не прави други дополнителни проблеми. Работата дека е кажано дека можеби треба да се оперира, затоа тој дел од страна на гинекологот, веројатно се направени други проценки или не знам инвестигации дополнителни од гинеколошки аспект, што можеби колегата едноставно проценил дека најдобро е тоа да се оперира. Зошто не може да се оперира пациентката? Па веројатно станува збор за други пропратни коморбидитети, можеби има анестезиолошка контраиндикација, не знам. Сега во целата анализа се кажа со сите проблеми што ги има. Добро, не само дијабетот, нас спомна и други, проблеми со тироксинот, со тироидна жлезда, чворови, бубрежна. Значи може да сакам да кажам дека се работи за повеќе други состојби кои што можеби ја ограничуваат практично оперативниот зафат. Во секој случај пациентката треба да продолжи со гинеколошките прегледи, ако ништо друго следење на таа промена, не знам, можеби туморски марки да се направат или евентуално ако има потреба компјутеризирана томографија, се со цел сакам да кажам да се направи добра проценка за оваа промена, каква е, од каков тип е условно земено со овие имиџинг методи на крајот на денот, за да можеме да кажеме посигурно дека ќе се следи само како таква или можеби нема потреба од оперативен зафат. Така, ќе вклучиме само уште еден гледач или гледачка и ќе продолжиме понатаму со разговорот. Да, секогаш овие теми побудуваат интерес кај гледачите. Добар ден во програма, сте, повелете. Добар ден. Се слушаме? Да, повелете. Вака сам, ние сме малку покомплицирани. Значи се работи за 30 годишна девојка, нема жена, нема раѓена, наравно. Добро. Значи, пред 2,5 години во Ровење иде на гинеколог затоа што добива крварење за сит. Не крварење по крварење да пуни ложката, него така кратки шрт. И установена е цервитит. Доаѓа тука кај матичниот доктор и вика, добро, тоа поминало, нема више ова, тоа било воспаление. Не знам што ги кажа, зема папа тест, ХПВ правевме, тоа беше чисто. Доаѓа после 6 месеца на контрола, установено е, ајде папа тест и вика дека има ЦИН-2 и ние трк на клиника. На клиника биопсија ни закажа многу касно, на 21 јануари доре се работи, од почеток на декември беше точно, конкретно 4. И ние од паника, ајде отидовме во Ремедика и направивме таму биопсија. И исклучи повторно цервитит. Сега, после 3 месеца, иде пак да провери тоа. Папа прави ХПВ, а ХПВ-то мора да ви кажам, ке вас го направиме на клиника, 41 беше, значи ниско ризично. Пак правиме ХПВ, 41 пак искача, ниско ризично, ама па искача ЦИН-2. И ја малце збесна, викам, ова до лабораториите имаат грешка некоја. Што да прави повторно на биопсија и пак кај вас времено од ткивото. Кивна, добро. Да се испита внатре од каналот на ткивото е земено, а кај вас више 6 недели нема реагенси. Вчера
вчера и сега се јавува баш и ми рекоа дури од понеделник машината ќе стасала и ќе се видел. Значи негде е грешка, дали хистолаб, дали хистолаб за недела дена дава два резултати. Вамо дава цинк 2 и о. А ја цело време девојчево има уреоплаз. Никој не ја лечи бактеријата. И среќа искочи после тоа кој зема биопсија, докторот пиша да пие доксициклин и земавме резултати, вчера ги земавме од тоа. И искочи дека е естествена тоа бактеријата. Во ред сега ќе добиете конкретен одговор за како може ХПВ да биде нормално, а ЦИН-2 тоа е со реагенсите на вистина проблем, треба надлежните да си превземат во секој случај, окей, знам за тоа. Мерки, Значи, вака се комплициран случај, меѓутоа и не толку вакво комплициран аспект сега. Во ред постапувале така како што во основа треба. Значи гинеколошки преглед, направен ПАП тест, редовни контроли, добиена, првично рекоа ЦИН-2 направена биопсија, не испаѓа дека е хроничен цервицит, ХПВ типизација, нискоризичен вирус. И се до тоа, значи ако ги ставите вака во комбинација на маса горе доле повеќе или помалку, значи се подудараат работите. Ова со уреаплазмата често пати знае во ситуации каде што имаме ХПВ инфекции да стојат и во позадината дополнителни инфективни агенции локални кои што може да допринесуваат и му идат во прилог на вирусот. И окей, супер добро што е излечено. Во дадената ситуација ако постои дилема во смисол на пошто не секогаш ПАП тестовите може да се подудараат со биопсијата. Не, само сакам да кажам со биопсијата. Тоа што е нискоризичен вирус е, ајде, условно земено во целата ситуација можеби и нешто позитивно, ако така може да го наречем, пошто нискоризичните вируси немаат толкав потенцијал да предизвикаат поголема, посериозна промена на грлото на матката. Меѓутоа, ако има промени од аспект на повторна биопсија правена, земена ткивна биопсија за да се потврди дали во позадината лежи некој друг евентуално предизвикач, некој друг тип на ХПВ, пошто може да се подудараат, а во позадината да не се фаќа друг можеби некој ХПВ вирус, дека треба да се сочекаат резултатите. Знаете како, во крајна линија, не знам, можеби колпоскопско гледање на грлото на матката да се види некаква визуелна промена која што директно би се биоптирала. Сега, начинот на биопсијата или кој што можеби постои лабораториска грешка, не го исклучувам моментот. Дека и тоа така. ПАП тестот на крајот на денот, знаете како, не е најпрецизната метода. Значи, ПАП тестот ви дава и релативно висок процент на лажно негативни резултати. Што значи, сакам да кажам дека треба да се направи биопсија, во крајна линија, ако сите овие биоптични наводи или перзистира целата ситуација, има, да речеме, и методи кои што може да се превземат на грлото на матката, може би малце поголема биопсија, например лец луп, или евентуално лазер вапоризација, значи согорување на грлото на матката, доколку се потврдат овие промени сега што ги очекуваат резултатите, евентуално ткивната типизација што е земена во случајов, и секако еден добар убав колпоскопски преглед би предложил на апсолутно во дадената ситуација. Професоре, веќе кога сме кај циновите, што значи ЦИН-2, ЦИН-1 и ЦИН-3, односно цервикална интраепитална неоплазија? Па тоа е тоа градуирањето зависно од тоа што стадиумите, така. ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3, и колку ќе како да појасниме малку според опасноста. Така, според опасноста. Значи, тоа е таа стара условно земна класификација која што се уште се користи за подобро разбирање, иначе тие се поделени во две групи, low seal, high seal, односно промени од висок градус и висок степен и низок степен. Тука реков спаѓа и само ХПВ инфекција присутна. Цитолошката категоризација е една, она што го зимаме ние, ПАП тестот или цитоскрин како понова метода, liquid based, така наречена цитологија, практично ги категоризира во овие групи. Цитологот кој што го гледа препаратот, практично врз основа на одредени промени кои што ги забележува на клетките, има специјални боења по Папа Николај и така натака, значи ги категоризира промените во тие групи. Дали се работи за само ХПВ присуство, дали се работи за ЦИН-1 или лесна дисплазија, ЦИН-2, ЦИН-3 или карцинома ин ситу или па инвазивен карцином. Тоа е цитолошката. Хистолошката класификација е нешто слична на ова, само што таму се зема парче ткиво и се прават пресеци ткивни каде што подлабоко се анализира промената. Значи, ПАПот е цитолошки базирана детекција. Ваму имаме ткивна базирана, каде што се прават пресеци исто специфични боења, кај нас на Институтот на патологија тоа се работат, каде што ни даваат објаснувања. Затоа ние одредените цитолошки промени обично ги
детектираме подлабоки промени, дали тоа така и дали ќе се подударат со хистолошка верификација. Апсолутно е потребно да се направи хистолошка верификација. Тоа е земањето на биопсијата за да знаеме промената колку е длабока. И на основа на тоа понатака ги процесираме пациентите во смислот дали има потреба од следење или има потреба од некаква дополнителна интервенција. Околу она што прашавте колку се ризични. Знаете како, најчестата промена е цин-1, некаде 60% да речеме можеби од цитологиите доаѓаат цин-1, ако веќе зборуваме во преканцерозни да речеме некакви промени, нешто поретко 2-30 се дека цин-2% и најретко 10 до околу 10 на 15% цин-3. Меѓутоа цин-3 лезите се всушност нешто се најризичните. Секогаш значи или цин-2+, така ги нарекуваме лези, кои што имаат и најголем потенцијал да прогредираат понатака до цервикален карцином ако не се третираат. Овие цин-1 лезиите или лесната дисплазија во најголем процент од случаевите се имаат спонтанна регресија, промената се менува. Дури не треба некојаш пати да се практично интервенира ке пациентите, едноставно составаме следења, одаваме одредени модалитети, начин на функционирање, начин на живење, не знам да избегне пушење, заштитени сексуални односи и така натака, за да практично после некое време повторно ги контролираме пациентките со контролни папови, контролни прегледи и во добар дел случаевите имаме регресија. Цин-2 лезиите исто така имаат известен процент на регресија, но не толкав како цин-1, значи тие може во известен процент да прогредираат до цин-3 па и понатак. Колку време е потребно? Години, значи во прашање се години. Така. Сакам да кажам дека конкретно за една промена од ХПВ инфекција премине во цин лезија, значи минимум се потребни некаде од прилика 2-3 години за да дојде до манифестна промена. Сега ова прогресија да пречеме ако се работи за стартно фатен цин-3 лезија за да дојде до инвазивен цервикален карцином, тука веќе годините се кратат. Можеби 1, максимум до 3 години ако не се третира може да прогредира до инвазивен цервикален карцином. Сакам да кажам дека сепак станува збор за период на години. И затоа практично има доволно простор да со редовните прегледи се детектира на време, да се третира на време промената преканцерозната лезија пред да дојде до инвазивен карцином кога сосема се други модалитети на третмент. На колку време и какви прегледи препорачувате? Значи ова се рутинските гинеколошки прегледи. Значи прво следење на скринингот. Значи самите пациентки треба се обратат кај својот матичен гинеколог. Така. Едноставно да побараат да бидат, ако доколку во последните 3 години не биле на гинеколошки преглед, нека отидат и едноставно можете самите се пријават, има и тоа screening.mk платформата кај што може самите да се пријават или буквално да разговараат со матичниот гинеколог да го направи рутинскиот гинеколошки преглед, да им земе еве стартно ПАП или ХПВ типизација да направат. Например, значи ако во последните 3 години не биле на преглед, ако приметат било какви некакви симптоми од типот на не знам посткоитални крварења, најчесто пациентите на тоа се жалат ако долги години не биле на преглед и однаш ги фаќа паника, веднаш и одма да заминат на гинеколошки преглед, за да може да се направи прецизна евалуација за тоа од каде потекнува тоа крварење и да се направат овие, значи земе ПАП тест, ХПВ, колпоскопија да се види грлото, дали има некаква визуелна промена. Дали колпоскопијата е болна и непријатна за непријатен преглед е секако, гинеколошкиот преглед е непријатен преглед, генерално болно. Зависно реагираат пациентките, зависно некојаш и возраста влијате. Знаете, ако се повозрастни пациентки знаат да биде болен некојаш прегледот, меѓутоа генерално земено не е болен, односно самиот преглед трае да речеме, зависно од тоа што се бари, ако визуелно треба ви убаво да го прегледате грлото на матката, некој да речеме, не знам, 10 на 15 минути, не повеќе од тоа, прилика за да може да процените точно и прецизно дали има некаква визуелна јасна промена. Интервенциите ќе ги оставиме за некое ваше следно гостување, бидејќи времето ни е ограничено и ми беше задоволство и благодарам што одвоивте време и за советите и искуството во денешното издание на Добриот доктор. Значи апсолутно ми е драго секогаш, нели, благодарам за поканата. Уште еднаш овие се теми кои што мора да бидат доста за често, апсолутно поотворено да се говори, да покренеме свеста кај пациентите за ова, за да стварно излеземе веќе, мислам, како да кажам, срамота е буквално да се уште дискутираме за цервикален карцином, еден од најпревентибилните карциноми. А па не нашава темата за ХПВ типизација, тоа па посебна веројатно за ХПВ вакцинацијата, кој што е еве нека биде повод за ваше следно гостување на есен повторно. А почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте, ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно.